Здраво, јас сум Зафиров Тоше, а вие гледате Зафиров шоу на ТВ24. Досега имате можност да ме запознаете преку бодибилдингот, односно како бодибилдер, но денес ќе имате можност, од денес па натаму ќе имате можност да ме запознаете како водител и тоа на една доста успешна емисија во која што ќе запознаеме животни приказни на многу познати. Ајде да повторим уште еднаш, може? Не, ќе те представам јас. Да. Не можеш да се брзаш. Да. Не брзаш, ние не говорим полека. Да, Тој тој, патара. Пази на чеќе. Да, тоа па да тоа. знаеш. Чеќе. Ако сака и обично ставите му. Не, многу кратко шоу. Аха. Ме да концентрираш. Не се брзај, нема никој не те тепа. Да. Полека, објаснувај се. Јас сум тој и тој. Добре дојдовте у шоуто татара. Да. Значи немаш потреба да брзаш. Само внимавај на кече и кира. Кај да ги извадам? Здраво, јас сум Тоше Зафиров, а вие гледате Зафиров шоу на ТВ24. До сега ме познавате во едно сосема друго светло, односно ме познавате преку бодибилдингот. Но сега ќе имате можност да ме запознаете и како водител на едно прекрасно шоу во кое ќе можете да слушнете многу животни приказни, многу победи, но и многу порази, многу успеси, но и многу разочарувања. Ќе имате можност да ги слушнете приказните на многу познати луѓе од естрадата, урбани ликови и тоа како спортот постанал дел од нивното секојдневие, како и колку спортот, здравата исхрана влијаат на нивниот живот. Ќе разговараме на многу различни теми, односно на современиот начин на живот и влијанието на дигиталниот свет кон луѓето, како сето тоа го доживуваат младите, но и како се одразува кон постарата генерација. Колку овој современ начин на живот е корисен, но исто така колку е и штетен. Верувам дека сите овие теми ќе го привлечат и задржат вашето внимание. Вечерва со нас еден младен брач пар, кои што прекрасно изгледаат, кои се исто така успешни на многу полиња. Заедно со нас вечерва се Александар и Ема Манџуковски. Добро вечер, добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдовме. Би сакал најпрво како џентлмен да ја дадам предност на дамата и би сакал во овој разговор да го започнам со нејзе. Па еве, Ема, како успевате вие да бидете толку амбициозна, знаејќи дека сте мајка, сопруга, а да бидете толку успешни на сите полиња и да успевате да се снајдете во ова секојдневие? Па сметам дека клучот е сепак во балансот, дека е најбитно и организацијата и да уживате во тоа што го работите. Пробувам Горед. Александар, знаеме дека се занимавате одамна со спорт. Кога започнате да се занимавате со спорт и што беше тоа да започнете воопшто да занимавате со спорт? Прв пат со спортот се запознав на 7 години. Гледавме дома финале 1998 Франција-Бразил. Го гледав Зинедин Зидан. Значи започнавте со фудбал? Да. Започнав со фудбал. Паралелно од школа имавме и карате, ме носеше татко ми на карате, стигнав до црн појас, мислам, во Кати. Фудбал тренирав до 18 години, потоа прекинав. Имав повреда на коленото и прекинав. Ема, од каде ја црпите цела таа енергија? Како вашите дечиња реагираат на сето тоа? Знаеме дека се сепак мајка, дека многу време поминувате со нив. Како успевате и нив да ги мотивирате во се ова? Пробувам, се уште се мали, сепак, и пробувам да не почувствуваат толку да не ги запоставувам. Сепак тие ми се приоритет. Како што кажав, пробувам се што правам да балансирам. Првично почнав рекреативно, бидејќи нели после бременоста се поправив реално. Почнав рекреативно, мотивација
сум си сама на себе, да кажам. Со самото тоа што почнав да ги гледам резултатите и бенефитите во моето здравје, почнав активно да се бавам Колку се со мотивирате еден фитнес. со друг? Многу. Многу, да. Значи најголема мотивација сепак Најголема Александар. мотивација сепак, да. Александар, да направиме една паралела од кога си почнувал да тренираш фудбал, па до ден денес. Која е разликата кога си тренирал фудбал и денес знаеме дека си успешен фитнес инструктор? Која е разликата во исхраната, тренинзи, дисциплина, се она што е поврзано со спортот? Па според мене има огромна разлика, бидејќи фудбалот како фудбал повише трениравме кондицијски тренинзи и со топка. Во тоа време немаше теретани како што има сега, нели сега ги носат и во теретана. Да. Нас не носеше никој во теретана, ни беше само игралиштето, кеот. Искрено не пазевме многу на храната. Мислам до одреден степен да, меѓутоа не така како што пазам сега во фитнесот. Значи сега дисциплината во фитнесот ми е најважна, исхраната ми е најважна. Гледам се што внесувам да биде здраво, да биде со протеини, значи во склоп на вежбањето. Значи огромна е разликата кога си тренирал фудбал Да, и денес. да. А денес знаеме дека исто така фудбалерите доста пазат многу на исхраната. Денеска е сменето многу, исто така дека фитнес центри доста посетуваат. Да, сега секој фудбалски клуб си има нели фитнес центри, си одат 2-3 пати неделно во фитнес До центар. кај стигнавте во фудбалот, не кажавте? Локомотива играв. Стигнав до прва екипа, бев надвор малку на проба, тука Вардар, Работнички поминав. Значи повредите ве спречи. Па да, повредата и начинот на секој живот. зло за некој добро, па се Да, успешен да, фитнес да, инструктор. Ема како изгледа еден ваш ден во однос на исхраната? Дали инсистирате и вашите дечиња да јадат здрава храна, веќе денес знаеме дека со овие интернет и сите оние пропратни зло кои што не следуваат. Како се сноđите со нив? И како изгледа ваш еден ден, например, со исхрана? Пробувам и нив да им наметнам реално, да им метнам навики за здрав живот, здрава храна. Меѓутоа се уште се мали за тоа. Јас мојата исхрана повеќе на слободното време, според слободното време си ја организирам. Гледам да си имам редовни оброци, тоа ми е најбитно. Нели да си внесувам протеини, се она што ми е потребно за енергија и за нормално функционирање во денот. Меѓутоа не можам да кажам дека им забранувам сега. Нормално, нели, сепак се деца. Да. Пробувам колку што можам да го контролирам тоа. Меѓутоа деца како деца им дозволувам. Да. Би излажала ако кажам дека да, им забранувам да се напијат или Но сокче сепак или јас знам било често што. да кажам дека ние како родители сепак сме идоли на нашите деца и тие гледат Точно, што да, конзумираме, што работиме, така што делумно тие не имитираат и доволно е само од Да, со самото вие тоа што го ме работите, гледа, да, баш ќе така. пробаат, ќе сакаат да пробаат. Александар, исто прашање и за вас. Како успеваш да ги мотивираш твоите деца, знаејќи дека денес премногу време поминуваат на интернет, смарт телефони, лаптопови и се тоа? Види, не пробувам да им наметнам дека сега јас ако сум играл фудбал и он треба да биде син ми фудбалер или дека јас ако вежбам и он треба да вежбам, меѓутоа они двајцата гледаат, апсорбираат тоа што го правиме ние. Значи имаме ние дома како мини теретана, па знаат често да влезат таму, да не имитираат, да прават стомачни, да прават склекови. Околу храната знаат да јадат со мене, меѓутоа знаат да јадат и тоа што го јадат нели нормално сите деца. Меѓутоа мислам дека со тек на време они се уште мали и со тек на време ако ние двајцата продолжиме по овие стапки, дека и они ќе не следат. Исто и кај нас, не инсистиравме никогаш нашите деца да буквално да јадат онаа здрава храна, Така. туку со тек на време да видат што е здраво, што е нездраво. Еве денес дојде ред кога што буквално се ја бират храната и јадат она што е најздраво гледајќи од нас што конзумираме и ние. Така Види, да јас мислам дека е лошо на дете да му наметнеш дека он мора да го јаде тоа што го јадеш ти или дека он мора да го прави тоа што го правиш ти. Мислам дека само ќе се створи одбивност. Например, ако го терам јас сега да игра фудбал со сила, ако не му си игра, мислам дека ќе створи одбивност и мислам дека нема да спортува. Оставам да одлучи сам што сака во животот, дали сака да спортува. Мене ми одговара да спортува, ако одлучи ќе го поддржам. исто мислам дека голем проблем е кога родителите премногу очекуваат од своите деца. Дека мора да бидат успешни спортисти, дека мора да победуваат, дека Па да, јас во според моето искуство, мислам кога бевме ние мали имаше такви родители. Децата не завршија баш најдобро. обично се Онатака во откажуваат, животот, да. Под отидоа притисок и се по цело лоши време. патишта, да. Мене никогаш во животот татко ми не ме форсирал дека јас морам да успеам, дека јас морам да бидам фудбалер, туку ме оставал
сам да си го одберам патот по кој што ќе одам. Ема, кога збориме за секојдневни навики, колку ви помага технологијата денес на вас, да можете сето ова да го промовирате за маркетинг, знаеме дека сте успешни во вашиот бизнис, сепак да се наметните на поголем број на популација и сето тоа? Па, реално помага многу во денешно време, бидејќи се врти околу неа. Колку и да кажувам дека сме против технологија, мислам дека и зависни сме и ние, и бизнисот. Помага многу во однос на на реклама, на себе промоција. Веќе младите според тоа таму и наоѓаат и мотивација и идеи, и за храна, и за се едноставно таму представено, како да кажам. Значи, колку има лоши, толку има и позитивни страни интернетот. Да. Но знаејќи дека фактот дека све е веќе на интернет и све се базира таму, така да мора да бидеме во тренд, да ги пратиме тие трендови. Точно, да. Александар, исто прашање за тебе. Како успеваш ти? Знаеме дека си доста активен ти на социјалните мрежи. Да, бизнисот ми е тоа, значи социјалните мрежи, работиме со бутикот на социјалните мрежи, морам да сум нонстоп присутен, нонстоп да се објавува, нонстоп. Не го губам времето залудно да седам на Facebook, на Instagram, да листам слики, туку целото време поминато на Instagram и на Facebook го користам за работа. Дали се промовираме ние како фитнес тренери, дали работиме на бутикот, меѓутоа цело време го правиме тоа. Значи не скролам да седнам и на Facebook да вртам што има, да читам вести, туку само за тоа што ни треба за работа. Значи намески. Да. Комуникацијата веќе е многу лесната, преку интернетот. Што мислиш за денесните Zoom тренинзи, кои што знаеме дека се доста застапени и зима се поголем замав и луѓето веќе со оваа короната се навикна едноставно да се дома и ги мрзат да излезат да одат надвор да пропешчат или во фитнес центар, многу е поедноставно и полесно му е дома да уклучи лаптоп, некој да ги води и да се водат тренинзи. Па мислам дека од кога почна пандемијава со ковид, све се префрли на Zoom, не само тренинзи, туку и состаноци на фирмите, значи све оди преку Zoom. Има доста заинтересираност, голема заинтересираност, значи има по 30-40 луѓе присутни на тренинг. Мислам дека тоа е иднината на фитнес тренингот. Мислам, поготово за тие што се мајки, еве како неизе, значи немаат време да одат 2 сата во теретана, туку полесно е дома. Јас вежбам дома кога немам време, искрено. Значи, мислам дека како поминува времето, дека ќе се префрла повеќе на Zoom. Има исто, гледам вие сте доста активни, мислам дека водите неколку групи на Zoom. Како вие гледате на сето тоа? Реално така и почнавме исто заради пандемијава. Како и да јас поголемиот дел од вежбањето ми е дома, баш заради тие услови и време и деца. Сметам дека има ефект. Сега можеби не е исто како во теретана реално, пак мора да има опрема. Меѓутоа за одржување на физичка активност, мислам дека е сосема доволно. Тоа она што го работи, она што го работи е им помага на луѓето да намала телесна тежина. Значи не е потребно да иде во теретана да крева 50, 60, 70 кила, тоа може да го прави дома без опрема. Значи мислам она го работи тоа, има помогнато на доста луѓе, поготово на мајки што толку се породиле. И мислам дека мајки со бебенца, значи голем е луксусот да може да оди во теретана, туку дека е поедноставно дома да го прави тоа. И двајцата се занимавате со фитнес и двајцата убаво изгледате. Кој е пољубоморен од кој? Јас. Одсечно. Да, дефинитивно. Да. Истото ќе го кажам. Според вас, што мислите за ова што се промовира и што се поддржува боди позитив? Јас лично сум против тоа, не против оние луѓе што имат поголема килажа или сето тоа, знаеме дека има многу причини и од здравствени и секакви причини, но да промовираш нешто што навистина е нездраво, мислам дека е, според мене, е греф. Што мислите вие на таа тема? Ајде. Денес е позастапено, гледаме и на интернет, гледаме некои светски дури списанија го промовираат тоа. Па, според мене сега не сум доследна јас да судам, не ни сакам на никого да судам. Секој треба во својата кожа да си се осеќа убаво. Меѓутоа, лично според мене е погрешно промовирање
значи на прекумерна телесна тежина. И сите оние нездрави Баш навики поради што се ризик фактори јадење, што се сето тоа што е бидејќи свесни сме сите колку тоа носи колку има лоши страни реално. Можеби не се осеќаат одма, но понатаму во животот има многу повеќе негативни страни. Јас сум за тоа секој да се чувствува убаво во својата кожа, нели, и да си се прифати себе каков што е и да си има самодоверба. Меѓутоа на толку големи врати промовирање на тоа според мене не е во ред. Не е во ред за младата популација што ние не мислам контрадикторно е спрема нас што промовираме здрав живот и здрава храна. А и денес мислам жално толку здрави намирници што имаме, посебно Македонија изобила стварно земја која што има и овош и зеленчук и здрава храна. Жалосно и греот е да се промовира тоа и на некој начин да се уништуваат нечии животи. Точно. Александар, што Јас мислиш? немам ништо против некој да си го сака своето тело такво какво што му е, меѓутоа имам против да кажува дека тоа е во ред. Бидејќи јас сум чист пример после свадба, мислам дека качив околу 18 кила, 19, значи дојдов до 109, 110 кила. 6 масни ткива ми излегоа на рацете, на грбот. Јас тогаш се свестив дека нели треба нешто да превземам во врска со тоа, дека погрешно правам, дека не е убав пример за тие деца кои ги растеме дома. Значи фатив здраво да се хранам, да вежбам и сега ги гледам предностите кои се. Значи не може некој да каже дека е добро да имаш 130 кила на 19 години. Значи знаеме дебелината што носи, какви болести може да донесе. Чист пример е сега ситуацијава со COVID, нели, колку луѓе починаа од прекумерена тежина. И не можам да разберам како некој може да каже добро, окей, биде. Не се е во ред, секој ја викам нека си го прави во животот тоа што го прави среќен, но не можеш да промовираш нешто што е надвор од човечкото. Што мислите за во ова време на COVID? Како се одрази на фитнес? Знаеме дека фитнес центрите беа затворени многу време. Знаеме дека луѓето повеќе беа дома. Како се одрази лично на вас, например, оние карантини и сето она? Како успевавте да се снајдите, зависни од вежбање и од сето тоа? Мене реално не ми беше некој голем проблем, бидејќи јас и пред тоа си вежбав поголем дел од времето дома. Нели добро тоа излегоа исто Zoom на Zoom тренинзите. Си продолживме со тоа. Мене ми годеш убаво, да ти кажам. Тие карантините, значи малце и позитивно гледав на тоа бидејќи нели сите бевме дома, многу луѓе и дома со фамилиите си беа. Да. Бидејќи пред тоа знаеш начинот на живот побрз, подинамичен. Многу брз. Наеднаш се смири, викенди нели сабота, недела бевме дома сите заедно. И мислам дека беше убаво, меѓутоа на бизнис полето штетно и за нели за фитнес и за нашиот бизнис, да. И ние за прв пат PlayStation 4 дома игравме. Карантинот не сближи некако сите. Повеќе време едни за како други. Како да ги мотивираме младите да имат повеќе физичка активност и како да се откажат од тоа конзумирање нездрава храна, како да влијаеме едноставно ние како и вие како фитнес инструктори се ова што го работите? Па мислам дека тоа го правиме сега на социјалните мрежи, значи јас дневно објавувам слика 2 од мене како вежбам и имам доста позитивни коментари од типот на ми даде мотивација да почнам, кажи ми што каква храна конзумираш, какви вежби правиш и мислам дека 2-3 пораки такви од денот мене ми исполнуваат, а мислам дека има и уште 100 луѓе такви што го гледаат тоа што го правам, па што не ми пишуваат на мене, меѓутоа пак мислам дека допира до нив, бидејќи нели социјалната мрежа денеска ја користи секој има пристап до нејзе и мислам дека ние што вежбаме, што се храниме здраво, доволно еднашка во денот да покажеме што ние правиме, каква храна конзумираме за одреден број на луѓе да го видат тоа, па можеби они да почнат да го применуваат. Ема исто и вие доста луѓе мотивирате. Да, па И кажавме доста и мајки и после бремено што имале проблеми. Да, па добро, се тргнува само од себе, значи мора да почнеш за да си видиш резултати. Некои, мислам, изговори си наоѓаат, како да кажам, нели, дека се е до гените, дека не можат, немаат време.
Исто и мене, има многу пати, иако толку време се занимавам, имам, мислам, во многу пати ми фалело мотивација, да кажам, нели? Да. Ми доаѓало преку глава, да речам, и да се откажам од се, да речам дека не можам да постигнам. Меѓутоа, кога ги гледам бенефитите по своето здравје, Тука се мотивираме. Значи, она кога ќе и падне малку мотивацијата, тука сум јас за да мотивираш ја помогнам, да, и обратно, зашто мојот став и моето мислење е дека не значи дека ако ние сме родители, дека имаме деци, дека наш животот треба да ни заврши, дека треба, нели, да седиме дома само, да ги гледаме децата и ништо да не превземаме врска со себе. Значи, нејзиното мото кога почна беше од 24 сати, 1 сат нека биде за тебе. да, дека секој може 1 сат да си одвои Да, за да, себе, да. Јас секош велам најди изговор дека имаш време, а не дека немаш време. Точно, да. Тоа е најлесно Да, да се тоа најдеме се изговор изговори, дека да. И најдобро е кога двајца го работат исто, кога имат подршка еден со друг и така многу Види, поуспешни она, би биле секој. Она има период кај што вежбаше во 15 до 6 сабајле, значи децата дека спијат, она да заврши, за после времето да им го посвети на нив. Значи имаше и таков период што траеше 6 до 8 месеци, значи стануваше во 15 до 6 до 7 да биде готова, за да може да ги ова нека биде мотивација за многу да. кои што ја гледат вашата емисија. А што мислите за постарата популација? Кај нас има, но и нема. Доста, кога шетаме по овие други земји, на пример Америка или западни земји овде во Европа, многу се застапени постарата популација, многу внимават на себе и многу вежбат. Во теретани сме биле во Шпанија, сме гледале по 20-30 над 60 години кои што се активни во теретана. Сега Америка кога бевме полне оние што трчат, посебно се изненадив на Хаваите кога бевме луѓе над 80 години беше преполно по оние стази за трчање и џугирање, се осеќаат поздраво. Кај нас уште некако е како табу тема за она постара генерација. Уште се плашат некако од тоа. Што мислите? Види, мислам дека сме многу далеку од, нели, од Америка и од Европа во однос на све, па и на тоа, нели? Но се стремиме кон тоа. Да, премногу предрасуди, дека ако има 60 години, знаеш што мислат другите, што ќе мисли комшијата ако јас земам да трчам или да идам да вежбам. Има ситуации кај што сум трчал на кеј да видам постари луѓе, на водно исто, значи се качуваме секоја втора недела. Има постари луѓе, меѓутоа нема како, нели, како што кажа ти во Америка, повеќе луѓе да вежбаат, нели, да пешачат. Ке нас мислам дека и може и начинот на живот кој го имале по-мачен бил, нели, по-аргатски. Да. Има како да сум има постара популација? Или воглавно се помлади? Воглавно помлади, да. Па може би свеста е друг менталитет, нели, може би ние сега на 70-80 би биле многу поактивни, да речеме, бидејќи одиме напред, се менува свеста, меѓутоа, мислам, по различен начин на живот може би имале. Ја искрено се гордеам, кога ќе видам во фитнес центри постари луѓе, значи ми е гордост и ми дават мотивација и дај Боже секогаш кажам да дочекаме и ние вака да тренираме и да вежбаме и да бидеме здрави како они што се. Ема и Александар, ви благодарам што бевте наши гости, што ја прифативте поканата. Благодарам што не. Мислам дека имавме еден пријатен разговор, доста едукативен, многу луѓе може и да мотивираме и да охрабриме да започнат нешто ново, да направат некоја промена во животот. Почитувани гледачи, се надевам дека нашата дискусија беше доволно интересна и за вас и дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Останете во добро здравје, благодариме за вниманието и се дружиме повторно следната сабота. Giusto?